Дубоко десничарење. Добре дојдовте у уште една епизода на Дубоко десничарење. Денес сакам да помуабетам за принципот за сингапурскиот модел на казнено правните работи, на казненото право. Неретко на Твитер ќе ставам некоја твит делумно заебански, у стилу иде во возобновена и ослободена Македонија после северџанистичката окупација, после ослободување, X престап ке се казнува со Y бројка на стапови, камшици, не знам, прачки по петица, итн. Сега, тоа све јас сум инспириран од системот на казнено право у Сингапур. У Сингапур многу престапи не се казнуваат со глоби, не се казнуваат со затвор, туку со тепање, со стапови. Сега не се тоа баш стапови, туку едно као весло и го фаќа джелат од веслото и престапникот што е казненикот се става у посебна справа да го натрти, му ги смркнуат панталоните и ој го ма со веслото. Шлап. И веслото е направено не за да повреди, туку да нанесе болка. Значи да нанесе болка без да повреди, без да остави трајни последици спрема казненикот, пошто мислам не е тоа уопште продуктивно, не е поентата некој да го осакатиш, туку да го казниш, да му нанесеш болка. Значи тоа е баш воспитна палка, што ја викаат полицајците. Тоа не сум знаел, дознав. Пендракона, што го викаме ние народски, тоа го викале воспитна палка. Значи, ова е асли за воспитување. Сега, Сингапур нормално, они даваат и глоби, мислам дека и затвор прават, мислам дека и погубуваат, имаат и смртна казна. И тоа е све многу ефективно. Зашо некого да ставиш у затвор, да арчиш пари, која може да го рашлапаш? И плюс битна работа, он дури седи у затвор, таму он може да е некое детиште што изводиш, што изволева, и ти го ставаш у друштво на окорели криминалци што ќе го обучат да биде окорели криминалец. Пошто, например, јас си размишлям, сега јас сакам да станам криминалец. Тоа го реков на еден пријател, пошто се дојдени комуњарите на власт, пошто СДС дојдено на власт, значи криминалот е легален. И најпаметно е сега ние да не работиме, да не бидеме глупи, тука да станеме криминалци. И сега реков, ајде, ке идам, ке крадам. Која ми текна, чекај бе, ја и да украдам нешто, ако не се пари, не знам ни кај да го препродам. И тоа е дел од обуката што ќе ја добиеш фактички, да е, брат, ако хипотетски украдам нешто, кај да го препродадам. Тоа е дел од обуката. Значи те учат да бидеш криминалец, така што, а ти си некој детиште што не изело доволно ќотек по дома, не си дисциплиниран. И тоа ти е главниот проблем. Не си ти криминалец од душа, као оние не си со членска од СДС или и у секој случај. Значи контраефективно е некого да ставиш у затвор. Ја мислам дека за прв престап треба да се казнува со 20 стапови. И така на гротото луѓе ќе им дојде памет. За втор престап стапови или камшици покачи му на 40. Онака добро да го здоболи. Ете, не му дошол од првиот пат паметот. Сега, тоа е првата работа. Втората работа мора да биде јавно. Пошто не е поентата ти само да го наплескаш. Болка лесно се трпи, знаеме тоа, имаме многу ние јунаци меѓу македонците, дури и криминалците наши се јунаци, пошто пак се македонци. Ама, не може секој даистрпи понижување и тоа ти е најдобар детерент што го викаат у пенологијата. Аспектот е да го ставиме за пример. Значи, ако ти некого јавно го рашлапаш по задникот 20 стапа, 20 весла и го чујат луѓе како плаче, а и големи јунаци рикаат као магариња кои им ги рашлапаат веслата по задник, рецимо, прави казнено поправна установа и Дризово, што е реформирана како единица за веслање у рамките на МВР или Министерство за у рамките на правда, не на МВР,
единица за мање со весло по ГЗ-то, прави лайвстрим на YouTube, уживо казнување на лопов. Крадел од бабите, герданчиња ги скубнал. Така на баба ми еднаш и украдоа гердан, од грло и го украдоа. И не го фатија, пошто полицијата македонска соработува со криминалците. И рецимо прави лайвстрим на YouTube, овој од бабите крадеше гердани, сега ќе го рашлапаме по газето. Шлап, 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 20 весла му маваат и он цмиздри, таму леле боли, леле газето, леле како ќе серам, никад више, чичко полицаец те молам, ја ќе бидам добар и види мајката стварно му доаѓа паметот. И така отприлика ќе изгледа казнено-поправниот систем во ослободена и возобновена Република Македонија, како би се штеделе пари на ранење, поење криминалци, нема што да ги чуваме по затвори. И нормално, пошто многу е поправен казнено-поправниот систем, ако имаш ти физички казнување со шлапање по газето и со рушење на репутацијата на... Пошто еве се, јас сум криминалец, јас сум мафија, ајде да те видам, биди ти криминалец и мафија, ако те посведочиле сите и те има на YouTube за виек и виеков амин, како цмиздриш, како некој пиздетија. Види, ако некој не цмздри после 20 весла, ја мислам да му го дајме клучот од државата. И така, сега се поставя прашањето што е со тие што не им бега паметот. Па видите, постои напредна технологија наречена ортома и таа се вржува околу врат и тој што не му доаѓа паметот се виси, дури не отиде на вечни ловишта. Има, значи, фала Богу, на Википедија има старите енглески табели за дужина на ортома, пошто проблемот па со бесење е ако предолга ја направиш ортомата, он кога паѓа, нели, кога го пуштаат да се обеси, нема да му го скрши вратот, туку ќе му ја скине главата. Тоа му се деси на Садам Хусеин, нели? Ако ја направиш па прекратка, ако не му ја погодиш, нема доволно пат за да развие терминал велосити, што го вика брзина на паѓање телото и он се гуши, он може 20 минути да земе да се гуши и фактички помалце ефективно е. Значи, ќе ги најдеме старите таблици што се и таму има според тежина на казненикот, толкава дужина на ортомата, еве се модерно време нема да биде јаже ква јаже, туку ќе имаме такви, не знам, карбон фиберски ортоми за бесење, може и да не мора да биде ортома, ќе направиме она шпанската гарота, што е, значи, као жица, па се вржува, па се врти за да го угуши онака и така ќе ги направиме механички да иде одма. Нормално со тој ризик дека гарота може да скине глава, тоа е малце непријатно како. Али добра, види, и декапитација не е толку лоша методна екзекуција. Електрична столица сум против. Жив спалување, тоа само за северџани. И да, казненото право ќе изгледа така. Ставање луѓе у затвор е неефективно. Глоби се неефективни, пошто се еве сега ќе земеш ќе извршиш, значи ти извршувањето у Македонија е направено така да можеш да му извршиш само на поштен човек, а против поштен човек па нема потреба за извршување. Сите што се расипани криминалци и делинквенти знаат да се заштитат од извршител, така да е скрос неефективно извршувањето. И сега не можеме да ги наметнеме глобите и не се доволна казна и не напаѓаат на статусот, социјалниот статус на криминалецот и како такви се најмалце ефективни. Така да тоа е лекцијата од Сингапур. За Сингапур има и други муабети, не е тоа идеално општество, нормално си има тоа своји проблеми, на кои што можеме да се осврнеме во некоја идна епизода од Дубоко десничарење. Умеѓувремено бидете ми вие добри.